Во последна фаза пред сушење се градинарските култури како и културите за производство на сточна храна во голем дел од овчеполието. Критични се Амзабегово, Црнилиште, Ерџелје и Мустафино. На земјоделците вода не им доаѓа од Кочанскиот хидросистем повеќе од 10 дена, што на нив им нанесува огромни загуби. Значи луѓето подолг временски период немаат вода во системот за однаводнување, а сите знаеме дека во Кочани порезите се наводнуваат и имаат вода во претек. Исто така е познато дека Крлиманци има доволно вода и сега да не излезе локал патриот, ама сепак треба паралелно да се пушта вода и на нашите земјоделци. Причина за ова, според градоначалникот на Свети Николе Дејан Владев, е лошиот водокориснички план на јавното предпријатие во Кочани, но и самоволието на поединци кои водата ја трошат неекономично и во енормни количини. Раководството на водостопанство од Кочани немаат слух. Лично имamo видено дека у Кочани има вода. Истиот систем не може да има до територијата на Кочани да нема навак. Предпоставувам лошо менаџирање или нивни локал патриотизам. Ова не се случува само оваа година, значи со години наназад, децении да не кажем, во Кочани секогаш има вода во овчеполието, као да сме во друга држава. Доколку состојбата итно не се промени и вода низ системот кон овие критични места не потече, земјоделците планираат големи протести во Кочани. Значи јас знам од контакт со земјоделците дека планираат да се собираат и да прават масовни протести пред седиштето на водостопанство во Кочани. Во Свети Николе нема логика, вентилите се наоѓаат таму, треба некој да и каже да зема да ја пуштат водата и навал. Значи пак е повторам, огромна површина на посејани поседи. Да не збораме во Свети Николе, ама посебно Ерџелје, Мустафино, Црнилиште. Там Амзабегово, Грелата, само да видат. Речиси една половина од овчеполието е под системот на наводнување, но кај поголем дел од нивите оваа година вода стигнува во минимални количини.